Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте на вечерашниот подкаст посветен на дигиталната трансформација во Македонија. Ако се навратиме само една година наназад, ќе се сетиме на долгите редици по шалтерите. За многумина еден најобичен документ значеше да се изгубат неколку работни денови, а понекогаш и патување во друг град. Но денес сликата почна да се менува. На националниот портал услуги.gov.mk има се што ви треба. Наместо шалтер сега имате само еден клик. Наместо печат имате дигитален потпис. Наместо хартија, електронски документ што е подеднакво валиден како и оригиналот. И не станува збор само за услуги. За прв пат имаме и закон за сајбер безбедност. А во октомври 2025 година се очекува да стартува и првата супер апликација која што ќе биде мобилна апликација во која ќе имаме лична карта, возачка дозвола и пристап до државните услуги. Сето тоа ќе биде дигитално и безбедно. Сето ова не се случува само од себе. За дигиталната трансформација стои еден нов пристап со визија, конкретни мерки и реални резултати. Во наводници виновник за сето ова е вечерва со нас министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Министер, добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер, благодарам за поканата и благодарам на убавата најава. Благодарам и на вас што сте вечерва со нас тука. Ние имавме еден подкаст пред можеби помалку од една година, каде што разговаравме за она што планирате да направите, и ако можам јас да дадам еден заклучок дека она што го говоревте пред само помалку од една година веќе станува реалност. Тоа е доказ оние нови 120 услуги на националниот портал услуги.gov.mk. Што ова значи за граѓаните? Па можам да забележам дека граѓаните ја препознаваат нашата работа, а тоа јас го базирам на бројки. Ако со нашето доаѓање корисници на порталот имало отприлика околу 110.000, 115.000, а од нив само половина некогаш искористиле барем една услуга на порталот. Денес бројката е околу 170.000 за помалку од една година и значително е зголемена бројката на користење на порталот од месечни трансакции околу 1000 до околу 6000 трансакции месечно, што значи дека граѓаните ја препознаваат улогата на порталот како прво и единствено средиште каде што може да ги најдат сите потребни услуги или информација за услугите. Кажавте 120 услуги, можеме да броиме десетици и стотици услуги, но важно е дали сме ги дигитализирали услугите кои што им се најпотребни на граѓаните и најлесен пристап да им овозможиме на нив. И затоа наша задача беа и бројот, но и значењето, брзината на услугите и скратувањето на времето потребно кој што треба да се чека во редици или да се менува еден шалтер кон друг шалтер. Дигитализиравме многу значајни услуги, изводот од државјанство, една од најкористените услуги. Не им се верува на луѓето дека можат веднаш да го добијат, буквално прашање на минути. Изводот од матична книга на родени беше дигитализиран, но одеше процедурата многу бавно. Побрзо беше да извадите од шалтерот колку да го добиете во електронска форма. Сега тоа исто се случува најмногу за 24 часа. Потврдите од катастар, најкористено од нив имотниот лист, потврдите за моторни возила од МВР не се многу популаризираат, а мислам дека се многу корисни. Потврда за користење за собственост на моторно возило и за историјат на собственост на моторно возило и за правни и за физички лица. Еден голем број услуги од Агенцијата за храна и ветеринарство, ПИОМ и Регулаторната комисија за енергетика. И сега фокусот го префрламе на услугите кои што на граѓаните им се потребни во секојдневниот живот. И наредниот период ќе имаме уште нова група на сериозен број прво на услуги, а потоа и услуги кои што навистина се корисни од граѓаните. Напоминавте неколку услуги што навистина се користат и го леснуваат животот на граѓаните. Во тој контекст би сакал електронскиот извод, потврда за неосудуваност, уверение за државјанство. Ова може да се добие буквално од еден клик и од дома, да речеме, не мора да губиме време. Дали имате некои конкретни бројки, да речеме, колку се намали оние гужви, да речеме, шалтерски услуги, па денови да се земаат од работа? Имаме ли некоја таква бројка информација? Податок како статистика немаме, но бројката дека се зголемува од 1000 трансакции месечно на 6000 трансакции месечно, многу јасно зборува колку луѓето ги користат електронските услуги многу повеќе од колку што ги користеле во минатото, и истовремено можам да забележам дека гужвите на шалтерите барем во управата за водење матични книги не се ништо споредено какви беа минатата година. Сега сме во сезона на наплив, доаѓаат од диаспората, доаѓаат луѓе кои што им треба да завршат работа во текот на летото, но тоа навистина ја забрзува процедурата. Јас зборував пред некој ден, знаејќи дека ќе ни се случи наплив на луѓе и дека често луѓето се жалеа од услугите
на управата за водење матични книги, формиравме една интервентна работна група која што секојдневно е на позиција во подрачната единица во Стара комерцијална банка, која што врши надзор над секојдневното работење на управата за водење матични книги, не само теоретско, на планови, на извештаи и така натаму, туку секојдневно гледа како се вршат работите и денес како добив првиот извештај, мислам дека работите ќе се подобруваат во наредниот период, а наша задача е сите услуги од управата за водење матични книги, од венчавка, потврда за регистрација на новороденче, па и закажувањето на свадба, на венчавка, да го пренесеме на националниот портал услуги КОВМК, за да имаме целосна контрола на ситуацијата и да ги забрзаме услугите. Ние имаме ветено во програмата на партијата дека една од првите услуги кои што ќе бидат крупни, а дигитализирани е регистрацијата на новороденче и до крајот на годината и таа ќе завршиме како една од клучните услуги кои што на граѓаните им се потребни. Значи, оние предизборни ветувања веќе стануваат реалност. Да, за нас е акционен план тие предизборни ветувања. Јас ги следам како дневна агенда. Ако сме ветиле нешто пред граѓаните во програмата за избори, а програмата имаше многу конкретни работи кои што беа ветувани од страна на ВМРО ДПМНЕ во поглед на дигитализацијата и на ефикасната јавна администрација и нас како задача тие ни стојат и мора да се реализираат. Министер, многу влади ветува дека ќе направат електронски документ кој што ќе биде признат насекаде по институциите. Не успеа, дојдовте вие, се среди ова. Како успеавте да го реализирате ова ветување? Ова е едно интересно, абсурдно прашање во суштина. Затоа што долго време имаше дигитализација на услуги, ќе извадите електронски документ од порталот и никој нема да го прифати, затоа што кога ќе го испечатите го сметаа за фотокопија. Со измени на Законот за електронски документи пред нова година, успеавме со едноставна промена да ги обврземе институциите да го прифаќаат и тој електронски документ. И што значи тоа, вака пластично да објаснам за граѓаните? Тоа значи дека кога ќе влезете во нашиот центар за услуги некаде низ Македонија, отворивме 3 нови, летово ќе отвориме уште 3. Вие добивате хартија како документ, извод, државјанство, имотен лист. Со таа хартија како документ, без да одите во катастар, или пак истото дома можете да го направите. Ако имате печатач, ќе испринтате дома, ќе го испринтате документот, одите во било која институција, запишувате дете во училиште, сакате да аплицирате за работа, аплицирате во фонд некаков да искористите нека услуга, ја носите хартијата, таа има долу еден QR код, ист како вие мој ДДВ на сметките, и со скенирање на тој QR код вас ве носи до оригиналниот документ и потврдува дека навистина тој документ е валиден. И сега тој документ е целосно валиден како да има сим печат. Можам да ги пофалам државните институции дека навистина излегува во пресрет и ги почитуваат овие нови правила. Не сме имале поплаки до сега од државна институција. Со приватниот сектор треба повеќе работа, работиме на советување, на информирање, а кажав, со формирањето на секторот за инспекцијски надзор ќе работиме малку и на казнување на оние кои што нема да ги почитуваат овие нови правила. Но пред да се дојде до казнување, има сигурно Па еве веќе 6-7 месеци работиме на информирање на граѓаните. Тука особено се важни приватните компании, коморите, и работиме на нивно информирање, на дополнување на информациите, објаснување и така натаму, но кога ќе забележиме дека веќе не ги почитуваат правата на граѓаните, за да им го олесниме пристапот на граѓаните, секако ни стојат на располагање и прекршочните санкции. Ги напоменавте и новите отворени точки на услуги, Штип, Јагуновци и Аеродром. Покажавте дека дигиталната трансформација не значи заборав од оние што немаат интернет, бидејќи може да се појде таму, службеникот да ви даде било каков документ доколку ви треба. Колку е важно да се мисли на оние офлайн граѓани во оваа дигитална ера? Многу е важно затоа што држави од кои што претрчаа дигитална трансформација заборавија на граѓаните кои што не знаат, не умеат, немаат услови или едноставно не сакаат да користат дигитални алатки, и тоа е во ред. Ние не ја направивме таа грешка, затоа што според мене треба дигитализацијата да им помогне на сите, не само на оние кои што ќе се снајдат. Туку ние треба да се снајдеме како институции за граѓаните и заради тоа и ги отвараме тие центри за услуги. Кажав, 3 имаме веќе отворено. Сите изминати години се отвориле 5. Во една година отворивме 3, очекував да имаме и повеќе, но имаше некои бирократски заостанувања. Во наредниот период ќе имаме уште сигурно 3, во текот на летото, мислам до крајот на годината ќе го исполниме ветувањето, дека 10 нови центри за услуги ќе имаме во државата. И тие центри за услуги се наменети малку и да ги едуцираат граѓаните. Оној кој што сака да научи, ќе има пристап и до порталот, и до неговото EID или електронски идентитет, може да си го регистрира, да го надополни, да научи како да добие определена услуга, или пак ако не сака, тогаш нашите службеници вработени во овие центри за услуги ќе ја извадат услугата за граѓанинот.
Имате ли некои внатрешни информации како граѓаните се задоволни од овие едни точки на услуги, дали се снаоѓаат граѓаните, дали помага службениците? Ги препознаваат, постои раст од отприлика 15 до 20% на бројот на услуги кои што се издадени во овие центри за услуги и мислам дека дополнително сега правиме и ребрандирање, малку поголема позиционираност. Летово ќе почнеме една кампања за запознавање на граѓаните, така што мислам дека уште повеќе ќе ги препознаваат. Немаме поплаки во смисла некој да се пожали за работата на центрите за услуги и мислам дека со поинтензивното користење граѓаните ќе ги запознаат. Тоа се супер запознаени луѓе, пријатни луѓе кои што си ја работат професионално работата и влегувањето во центарот за услуги никогаш не ви доаѓа чувство како да влегувате во канцеларија во кој што ќе треба да чекате ред, па нема да има никој да ви заврши работа, па нема никој на шалтер и така натаму, да ви стане една пријатна атмосфера, седнувате на столче, пиете вода, си завршувате работа за многу брзо време, така што мислам дека граѓаните во наредниот период дополнително ќе ги запознаваат овие центри. Би сакал сега да прозборуваме, можеби вака според мене, и се надевам и според вас, една од најважните теми, а тоа е сајбербезбедноста. Како државава ќе се заштити од оние дигитални напади и дали имаме ние доволно експерти за да го спроведеме овој закон за сајбербезбедност? Важна тема е затоа што порано се размислуваше за сајбербезбедноста паралелно со дигитализацијата, па имавте системи кои што ќе бидат дигитализирани, но никој не се секираше многу или не посветуваше внимание на безбедноста на овие системи. Сега сајбербезбедноста е потигната на ниво на национална безбедност. И во нашата држава, но и во НАТО земјите и во земјите од Европската унија многу големо внимание се посветува и на сајбербезбедност и на сајберодбраната. Направивме крупни чекори во делот на политики изминатава година. Националната стратегија за сајбербезбедност ја донесовме крајот на декември, што туку го донесовме законот за сајбербезбедност за прв пат во државата, за жал. Првата директива од Европската унија 2014 година, значи доцнеме некои 11 години во донесување на некаква регулатива, но важно е да кажам дека овој закон е поврзан или апроксимација на најновите можни стандарди кои што ги воведува Европската унија, навистина амбициозно. И ние не се залажуваме со идејата дека утре ќе можеме сите да ги спроведеме сите правила кои што ги утврдува законот и затоа ставивме рокови во наредните 3 години, практично акционен план што секоја од институциите треба да направи. Дали сме во моментот целосно подготвени? Нормално дека не сме. Но работиме многу напорно на градење на внатрешните капацитети на институциите. Ние формиравме сектор за сајбербезбедност во нашето министерство. Имаме веќе неколку вработени, тие постојано се на обуки, патуваат во странство на обуки. Тука имаме некои обуки во соработка со академската заедница, а во наредниот период ќе се отвориме и со обуки за целиот јавен сектор, независно од тоа каде се вработени. Со законот утврдивме и на додаток на плата од 40% за луѓето кои што ќе работат на прашањата за сајбербезбедност во овие институции. И очекувам дека овој комплекс обуки, вработување кадар и подобри примања да изгради капацитети. Нема тоа да биде совршено, но мора да почнеме од некаде и очекувам дека во наредниот период веќе ќе се зацрстуваме на ова поле. Ја најавивте она супер апликација за октомври. Би сакал тука да го поставам прашањето дали ова е првиот чекор кон комплетна дигитална трансформација во Македонија. Ова е чекорот на доближување на дигитализацијата до секој граѓанин. Не секој дома има лаптоп, не секој користи PC, но секој од нас има смартфон. Дали е тоа Apple или Android, независно. Затоа идејата со апликацијата да се сивнеме во телефоните на луѓето и практично да вие имате можност, повторувам секогаш можност, да ги користите овие дигитални алатки, електронската верзија на личната карта, возачката дозвола и електронските услуги. Доколку некој граѓанин не сака, не може, не знае да ги употребува, никој не го обврзува тоа да го прави, затоа што гледам дека се состава една вештачка хистерија од опозицијата, дека ние сега ќе ги обврзуваме граѓаните да имаат мобилни телефони, да ги носат личните карти во мобилните телефони. Воопшто тоа не е точно. Секој кој сака може да ги искористи овие дигитални алатки, но наша обврска како држава е ние да ги понудиме како можност за граѓаните. Оваа супер апликација е добра затоа што за мали држави како нашата нема потреба да имате десетици апликации, секоја институција да има своја апликација, па кој која му треба да ја симне, па не му врши работа, а за институциите е прескапо. Затоа одлучивме да имаме една централна на која што ќе ги влечеме сите услуги потребни за граѓаните, од здравство до образование, до административни услуги. И се надевам дека таа ќе успее да заживее како такво средиште. Искуствата компаративни се многу добри и од Полска, и од Грција, и од Украина особено. Ние сме во партнерство со Министерството за дигитална трансформација на Украина и сметаме дека на тој начин една лесна
easy to use апликација ќе биде вистинското решение за ова приближување на државата до граѓаните. Ова е навистина еден нов чекор кон дигиталната трансформација. Сметам и посакам многу успех во овој дел, бидејќи навистина ќе го олесни животот и на младите, меѓутоа и на сите оние кои што користат. На секој кој сака да користи мобилни апликации, ова ќе му биде добро дојде. Така, кога збориме за младите, вие често може да ве забележиме да говорите за оние нелегални приредувачи на игри на среќа, односно тоа е еден најголем проблем што би рекле вие и јас се сложувам за младите. Забранети се 226 досега нелегални онлайн приредувачи игри на среќа. Дали понатаму како ќе ги спречиме овие да се отвараат повторно? Имаме ли некоја таргет група, како ќе се справува? Имаме развиена методологија, тоа е прашање на сајбер безбедност исто така, затоа што често луѓето велат ми ја украдува податоците или ми ги злоупотребуваат податоците ако купат нешто на интернет, ако достават или стигнуваат овие фишинг SMS пораки од некоја лажна пошта и така натаму. Но ретко кој зборуваше дека ние доброволно ги споделуваме нашите информации и лични податоци и кредитна или дебитна картичка на овие нелегални приредувачи на онлайн игри на среќа, кои што потоа можат да ги злоупотребат средствата на граѓаните, и податоците и паричните средства. И затоа што работат противно на закон, ние по неколкуте апели кои што ги имавме кон нив и немањето реакција, се одлучивме на промена на законот и една регулатива во која што ние поднесуваме налог за забрана до Агенцијата за електронски комуникации, која што го проследува до телеком операторите и постои забрана. И ова е една трка во која што ние влеговме и до сега мислам дека добро ја водиме работата. Не сме ги забраниле сите, ниту пак можеме да забраниме некој да отвори. Може да се случи да отвори, но многу брзо реагираме. Имаме еден алгоритам на кој што работиме и кој што ни кажува на многу брз начин кои се новите страници кои што треба да се забранат. Затоа првата група беше околу 50-тина, сега стигнуваме на 220, убаво кажавте. Во наредниот период ние ќе продолжиме ова да го правиме. А има најава од Министерството за финансии и сме во една комуникација дека се подготвуваат и некои нови измени на законот за игри на среќа, но за тоа ќе зборува повеќе Министерката за финансии. Имаат политика во која што ќе го регулираме овој пазар за да не дозволиме ваква пандемија од нелегални онлайн игри на среќа, затоа што таа пандемија ги зафаќа сите. Младите особено се жртва, но ги зафаќа сите и 7 години очигледно имаше одлично поле за работа на овие нелегални приредувачи на игри на среќа и последно може најмалку важно за граѓаните, но важно за државата, милиони евра од буџетот на државата се слеваат на овие нелегални приредувачи на игри на среќа во неплатен данок во една црна економија и сега ние спречуваме секаде сивата или црната економија, гониме кривично оние кои што затајуваат данок, ама на овие треба да им попуштаме затоа што се приредувачи на онлайн игри на среќа. Се решивме дека тоа не е вистинско. Дали со носењето на сајбер законот се помага во овој дел многу? Сајбер законот ќе помогне во заштитата на системите, не толку во онлайн игрите на среќа, тие се регулирани со законот за електронски комуникации, делот на онлайн просторот, но ни дава нас алатка како институции и сајбер законот да внимаваме на системите кои што ги имаме за полесно препознавање. Самата забрана е регулирана во законот за електронски комуникации, но процесот, начинот, алгоритмите се регулирани во законот за сајбер безбедност. Министер, дојдовме до крајот на овој наш вечерашен подкаст. Навистина многу реализирани проекти, како ново формирано министерство, сепак една година е Министерство за дигитална трансформација. Дали може да ни откриете кои се, да речеме, следните 3 чекори, мерки, потези што би ги направиле, а јавноста, да речеме, не ги знае? Имаме многу. Јас внимавам во оно што ќе го ветам, затоа што мора да ја реализирам и се лути мојот тим кога претерувам со ветувањата, затоа што тоа значи дополнителни задачи за нив и за сите нас. Но еве 3 си запишав за да не отидам предалеку. Прво, многу ревносно ќе работиме на апликацијата и таа наш таргет е 1 октомври да ја пуштиме за граѓаните во тест верзија, за да може да видат дали им се допаѓа, кои се аспектите кои што не им се допаѓаат и да кажат што мислат за незе. И на организација на дигиталниот самит. Тоа ќе биде најголемиот настан за дигитализација во поширокиот балкански регион
и поканети се, освен државите од Западен Балкан 6, поканети се и наши партнери, пријатели од Европската Унија, од Словенија, од Полска, од Украина, од Европската комисија и се надам дека ќе имаме големо присуство, ќе биде одличен настан, по тоа што се првите контури и први интересот на заинтересираните. Втора работа која што можам да ја најавам од оваа емисија е C-терминали за услуги, нешто што го ветивме и во програмата. Тоа се спакувани центри за услуги во еден банкомат, вака најпластично објаснето, за пристап на секој граѓанин до основните 5-6 услуги кои што ќе ги имаме на тој терминал. Ќе им помагаме во почетокот на граѓаните да можат услугата да извадат на терминалот, буквално како да вадите пари од банкомат, ја ставате вашата лична карта, излегуваат услугите, избират услуга, ви ја печати, си ја носите документот со себе. Стартно ќе поставиме 3-4 терминали да тестираме како ќе функционира на најфреквентните места и во Скопје и низ Македонија, особено кај што немаме центри за услуги. Ќе се фокусираме на тие локации кај што немаме центри за услуги и секако со ова ќе следуваат и нови услуги на кои што работиме и со Државниот завод за статистика и со Фондот за здравство, со Министерството за енергетика, ќе имаме доста нови услуги. И трета работа која што е во владина процедура веќе, тоа е за прв пат ќе донесеме закон за пристапност на лица со попреченост до веб страниците и мобилните апликации. Обврска на сите државни институции ќе биде да своите веб страници ги прилагодат со соодветни темплети за лицата со попреченост, особено попреченост на видот, но и со други алатки кои што им стојат на располагање. Овој закон подолго време го подготвуваме, конечно е во владина процедура. Чекавме да поминеме овие реформските закони, не ги спомнав нив, над 19 милиони евра ослободивме од реформската агенда за проекти. Сега се фокусираме и на овој закон и мислам дека до крајот на летото ќе го донесеме и тоа ќе биде нов квалитет во представувањето на државата, на институциите, на општините кон граѓаните и се надам дека овој закон ќе го препознат и приватните компании кои што ќе ги прилагодат своите веб страници за лицата со попреченост и мислам дека ќе биде еден нов квалитет и едно доближување до овие лица. Според ова последното кажано, сметам дека ве очекува многу работа, но судејќи по на претходното што го имате изработено, не се сомневам дека ќе ги спроведете и овие чекори. Навистина е многу добро бидејќи со буквално на вашиот телефон ќе ги имаме сите услуги и со оние што ги напоменавте терминали ќе можеме буквално да излеземе, да речеме, на кафе пауза доколку ни треба документ или бркаме некоја работа да можеме да го извадиме. Меѓутоа и се сеќавате и на сите оние кои што имаат одредена попреченост да имаат и тие пристап до овие услуги кои што ги нудиме буквално на сите граѓани. Така да ви посакувам многу успех, ви посакувам многу реализација на овие проекти, иако е само една година помината од формирањето на министерството и вие како министер во владата, навистина многу проекти и многу реализација. Благодарам многу на можноста за популаризација на дел од овие работи. Сме гостувале неколку пати тука и со колегите, така што се надам дека во наредниот период ќе не следите и ќе можеме да дискутираме за некои нови работи кои што ќе ги промовираме. Ви благодарам. Благодарам се. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечерва разговаравме за дигиталната трансформација во Македонија со министерот Стефан Андоновски. Навистина многу проекти, многу реализација и многу следува за дигиталната трансформација во Македонија. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.